Нормално мислам дека и нашава и бугарскава страна не избегнуваат шанса да направат инцидент. Меѓутоа, што се однесува за нашето прашање, бидејќи видите, сега Радев е малце непознаница, бидејќи во владата му седнаа разноразни луѓе со разноразни, да кажем, ориентации, потекла и така. Ама што се однесува до надворешната политика, таму реално ќе има простор за, можеби за неколку паралелни надворешни политики, ќе видиме Радев колку ќе инсистира на тоа. Нормално, официјалната министерка за надворешни работи му е Весислава Петрова Чамова. Меѓутоа, таму има двајца подпредседатели на владата, едниот е Атанас Пеканов, кој што е економист, кој што е поранешен вице-премиер на бугарски влади и кој што е онака прозападно ориентиран, меѓутоа има и еден Иво Христов, кој што е новинар и преведувач и така, кој што е поранешен шеф на кабинет на Радев и исто така е социјалист од Бугарската социјалистичка партија. И е прилично националист и прилично онака од тие да кажем водите кои што неколку влади влијаја да настане потоп по некои прашања. Така што сега ова е една мешавина од разноразни луѓе, ќе видиме што ќе произведе. Но, кога гледам дека Муцунски ја спушта топката, сватија дека малце се што со неа. Она беше директно вклучена и можда најважната личност во создавањето на францускиот предлог во претходната влада, една од претходните влади. Меѓутоа, она што еден субтилитет не се разбира, она ја третираат како многу заслужна за продорот по тоа прашање, бидејќи во бугарската либерална јавност францускиот предлог се третира како одстапка за Македонија, како продорот тие националистичките нивни барања, бидејќи во принцип ни гарантира македонски јазик, ни гарантира само внесете ги бугарите во. Добро, сега ја кажам една простна формула, меѓутоа таа се третира како еден либерален глас по однос на Македонија во однос на проблемите што ги имаме со Бугарија. Тоа очигледно во Македонија не се знае и не се вреднува и така натаму, и мислам дека заради тоа ќе имаме уште повеќе проблеми, бидејќи таа таму изложена на критики заради францускиот предлог, кај нас изложена на критики заради францускиот предлог. Како и да свртиш, таа работа тешко ќе оди.